Ова вестите на Канал 8. Добродојдовте. Постапката за изградба на мини хидроцентрала кај браната градче да запре за да се спречи деградирање на животната средина. Такво барање беше искажано од страна на граѓаните на јавната расправа во Кочани, на која се разговараше за прогласувањето на дел од Осоговските планини за заштитено подрачје. Започнатите административно-технички работи за изградба на мини хидроелектрана на Мала река во непосредна близина на браната градче беа главна тема за дискусија на јавната расправа што се одржа во Кочани, а во врска со иницијативата за прогласување на дел од Осоговските планини за заштитено подрачје. Со оглед што токму и теренот околу браната и речниот слив од кој таа всушност се полни се дел од територијата што се очекува наскоро да стане дел од заштитениот предел, разбирливо е што присутните граѓани на расправата упатија повеќе прашања за влијанието на овој објект врз деградацијата на природната средина и за нарушувањето на биодиверзитетот. Во реакциите на граѓаните беше споменато дека изградбата на мини хидроелектраната меѓу другото ќе придонесе за сечење на дел од шумскиот појас околу езерото Градче, а се постави и прашањето за искористувањето на водните ресурси за производство на струја и можните последици за живиот свет во реката. Поради тоа, неколкуте дискутанти истакнаа дека можеби е најдобро целата постапка да биде запрена токму во период кога се уште нема никакви градежни активности на објектот. Од друга страна пак, меѓу присутните се најде и граѓанин кој не се представи, но кој ја бранеше инвестицијата за малата хидроелектрана, тврдејќи дека со нејзината изградба нема да се наруши животната средина околу градче. При тоа додаде дека ќе се засади 10кратно повеќе шума отколку што ќе биде исечена, па дури и спомена оти водата што ќе излегува од хидроелектраната ќе биде почиста и поквалитетна од онаа што сега влегува во браната. Ваквите тврдења наидоа на негодување кај дел од присутните, но со оглед што темата на јавната расправа беше заштитата на предел од Осоговијата, се оцени оти дискусиите излегуваат од темата, па беше предложено за ова прашање да се организира посебна дебата. Заменик министерот за животна средина Јани Макрадули, кој присуствуваше на јавната расправа, даде известно објаснување околу целата постапка, но немаше конкретен став што да се прави со иницијативата за оваа инвестиција на Мала река. Се покаже и во дилемите што се отворија во оваа јавна расправа дека постојат два пристапа, а тоа е дека Република Северна Македонија, следејќи ги прав Европската комисија, ние мораме да влеземе во јаглеродна неутралност и да се обврземе за јаглеродна неутралност. Јаглеродната неутралност значи дека наместо рек Битола треба да најдеме други извори на енергија. Тоа може да го направите од увоз на струја, што е премногу скапо, или да инвестирате во обновливи извори на енергија. Но кога инвестирате во обновливи извори на енергија, мора да се почитуваат процедурите, да ги заштитиме подрачјата, да не штетиме животната средина. Затоа, час поскоро на Република Северна Македонија треба еден општа платформа, еден договор, еден македонски зелен договор, во кој што ќе се дефинира долгорочно, просторно, во кои делови ќе имаме обновливи извори на енергија, кои делови ќе бидат строга заштита, да направиме еден комплементарен пристап во кој што и економскиот развој и енергетските потреби ќе бидат комплементарни со заштитата на животната средина. Присутните на јавната расправа побараа процедурите за изградба на мини хидроцентралата целосно да запрат, а објектот воопшто да не се гради. Тоа, според заменик министерот, може да има соодветни потешкотии. Да бидеме реални, некоја приватна инвестиција, која што ги поминала сите процедури за жал во минатото, ги поминала и тие ги имаат сите документи, останува на наша страна, доколку процедурите не се нарушени, да се обидеме да бидат обештетени доколку малите хидроцентрала се наоѓа во заштитено или во строга заштита како што е предвидено. И затоа, ние и во последниот повик, сите мали хидроцентрали што беа распределени во национални паркови не ги дозволивме. Но тоа треба да биде план, продукт на една широка јавна дебата од сите чинители. Има умни глави во нашата држава и верувам ќе стигнеме до такво решение. Рек Битола произведува, да кажам, електрична енергија за 35-36 евра по мегават час. Увозот е 120-130. Значи тоа мораме ние да најдеме наши обновливи извори во кои што ќе ги употребиме.
Хидроцентралите се едно од тие обновливи извори, но мора да се внимава на заштитата на средината, да инвестицијата да не наруши се околу, туку да се врати, да се контролира текот и тука инспекцијските органи многу зависи каква улога ќе играат. Од она што можеше да се слушне од дискусиите на јавната расправа, а и од последната седница на Советот на општина Кочани, води кон заклучок дека целата процедура за изградба на мини хидроцентрала на Мала река е во поодмината фаза, односно се чека само на едно или две одобренија за таа да почне да се гради. Како понатаму ќе се одвива граѓанската иницијатива и дали може да се спречи никнувањето нов објект кај градче, ќе се знае многу скоро. При крај се подготовките за почнување на градежните работи за уредување на коритото на Кочанска река на северниот дел од градот кон локалитетот Бавчалук. Планирано е да се изгради кеј со пешачка патека, осветлување, клупи и канти за отпад. Во завршна фаза е тендерската постапка за избор на фирма што ќе ги изведува градежните работи на проектот за регулација на делот Кочанска река. Службите за јавни набавки од општина Кочани информираат дека се чека на одобрување за склучување договор со фирмата Здружено вложување АГП од Свети Николе и Промонтинг од Скопје, првата како изведувач на градежните работи, а втората на електротехничките. Договорот е во вредност од 14 милиони и 400 илјади денари, од кои грантот од проектот за подобрување на општинските услуги е 10 милиони и 600 илјади денари, а остатокот е учество на општина Кочани од сопствениот буџет. Средствата ќе бидат наменети за уредување на коритото на Кочанска река, како и за нови содржини за одмор и рекреација. Техничкиот проект предвидува регулација на коритото на реката во должина од околу 450 метри, на потегот од последниот сообраќаен мост што ги поврзува улиците Гоце Делчев и Борис Трајковски, па на север до местноста Бавчалук. Планирано е да се изработи поголемо корито со широчина од 12 до 15 метри. Во него ќе има помало корито што е широко 3 метри и ќе ја прифаќа водата. Според можностите на теренот ќе се изгради и кеј од масивни бетонски ѕидови со висина од 2 до 3 метри, бетонски скали и каскадни решенија на одредени делови. Надвор од главното корито, на десниот брег од реката, е планирано да се изгради патека со широчина од 3 метри, од кои 2 метри ќе бидат наменети за пешаци, а останатиот за зелен појас. По целата должина на регулираното речно корито од двете страни ќе се постават канделабри, клупи и метални корпи за отпадоци. Со реализација на овој проект ќе се подобри и пропусната способност на речното корито, што ќе се ослободи од обраснатата вегетација и од постојните импровизирани објекти. По Кочани и земјоделците од Виница и Зрновци добија агрометеоролошка станица, која ќе им обезбедува податоци во реално време за актуелната временска состојба и за климатските промени. Донација е од Швајцарската агенција за развој и соработка, а се имплементира преку Источниот плански регион. Освен во Кочани, и во Виница е поставена првата агрометеоролошка станица. Лоцирана е на местото викано Панек и целта е заштита на земјоделските култури и животната средина. Ова е една од 11 агрометеоролошки станици поставени во Источниот регион. Донатор е Швајцарската агенција за развој и соработка и Министерството за локална самоуправа. Со оваа станица ќе бидат мерени следните параметри: температурата и влажноста на воздухот, брзина и правец на ветер, количина на дожд, соларна радијација, влажност на лист, температура и влажност на почвата. Од оваа агрометеоролошка станица земјоделците може да ги користат показателите за начинот на користење на земјата, вид и број на единица земјоделска површина, интензивност во користење на водата, количина и биланс на хемиски ѓубрива, како и производство и добивка на земјоделските култури, и истата дава податоци за околу 100 хектари, така што секој земјоделец кој сака да ги знае податоците може да ја користи оваа станица. И во атарот на Зрновци е поставена првата агрометеоролошка станица. Производ е на висока технологија која поседува компјутерска диагностика и информација за почетокот и времето на траење на одредена растителна болест или појава на штетници. Со ова се овозможува прецизно одредување на времето за наводнување, примена на агротехнички мерки, го олеснува изборот на препарати за прскање, правилна примена и слично.
Сите податоци од агрометеоролошката станица ќе бидат достапни на интернет на страниците на општините, со цел да им биде од корист на земјоделците за навремено информирање во врска со временските непогоди. Општина Кочани ја повторува постапката за набавка на полуконцертно пијано за потребите на музичкото училиште Ристо Јоруков, но и за другите настани од областа на културата. Иако кон крајот на минатата година од општинскиот буџет за оваа намена беа издвоени околу 10.000 евра, не беше добиена соодветна понуда, поради што е објавен втор повик за набавка. Втор обид за основното музичко училиште Ристо Јуруков да добие ново полуконцертно пијано. Општина Кочани ја повторува постапката за јавна набавка на инструментот, откако првиот повик што почна во ноември минатата година не се реализираше. Причина за тоа е што до крајниот рок на објавениот јавен оглас за пријавување фирма што ќе го обезбеди пијаното не беше поднесена соодветна понуда. Постапката за набавка тогаш беше поништена, а за да се реализира нова, распишан е уште еден јавен оглас за прибирање понуди. Трошоците за купување на инструментот и овој пат ќе ги покрие општина Кочани од сопствениот буџет, со оглед што таа е основач и на училиштето и со тоа е надлежна за неговото функционирање. Проценетата вредност за набавката на полуконцертното пијано е слична како и првиот пат и изнесува 640.000 денари без трошоците за данок на додадена вредност. На општина Кочани му недостасува професионално пијано, односно полуконцертно пијано, нешто што на вистина и ние сами заклучивме дека има потреба од таква реализација и како што знаете, на еден од советите во минатиот период донесовме одлука, односно добивме согласност за набавка на полуконцертно пијано, за кое што, како што рековте, во тек е јавната набавка и очекуваме стручните служби, фирмите кои што ќе се пријават во следниот краток период да биде извршена и набавка, која што набавка очекуваме да биде реализирана до крајот на ова година, бидејќи средствата се веќе резервирани и планирани за тој проект. Полуконцертното пијано е прва поголема набавка од таков карактер во Кочанското музичко училиште, што со години наназад се најавуваше, но не се реализираше. Неопходноста од инструментот е очигледна, бидејќи единствениот ваков инструмент е многу амортизиран и често се чека на поправки што чинат и пари и време. Потребата за набавка на пијаното беше согледана и пред 8 години, кога концерт во Кочани одржа македонскиот светски познат и признат пијанист Симон Трпчевски. При тоа, парите што тој ги собра од влезниците ги остави како негова донација за набавка на професионално пијано. За жал, парите не се потрошија за таа намена, а тогашната локална власт никогаш не соопшти за што точно биле потрошени или пренаменети. И покрај тоа што неколку пати имаше инсистирања за тоа на седниците на советот на општината. Во организација на Сдруженијето на информатичари на Македонија на Финки се одржа државен онлайн надпревар по информатика на кој ученикот Даниел Димитровски од основното училиште Малина Попиванова од Кочани го освои второто место. Работеше под менторство на наставничката Сања Тодорова. Второ место на државен надпревар по информатика освои ученикот Даниел Димитровски, од сега веќе завршено 9-то оделение во основното училиште Малина Попиванова. Димитровски работеше под менторство на наставничката по информатика Сања Тодорова, која со овој ученик и со други солидни ученици досега освојувале доста награди и први места на државен надпревар. Надпреварот се одржа онлайн во август, откако поради пандемијата со COVID-19 беше одложен од март. Даниел Димитровски 3 години поред освојува први и втори места на истиот државен надпревар по информатика, а на истата струка ќе го продолжи образованието. На овогодишниот надпревар по програмирање C++ го освои второто место. Конкуренцијата беше голема, но со голем труд се здобив со второто место. Се запишав во Скопје математичка информатичка гимназија. Година се гледам како добар програмер. Надпреварот се одржува секоја година на Финки во организација на Сдруженијето на информатичари на Македонија. Димитровски се надпреваруваше во програмирање во програмски јазик C++.
Почитувани, тука ги завршуваме вестите на Канал 8. Останете и понатаму со нашата програма. Довидување.